Дружаве, кочи ова андроидов, дајте некој начин да земам айфонче? Ве гледам двајцава со айфон, јас сум тука као некоја сиромаштија со андроид. Брат, имаш Sport Life Market. Имаш картичка, играш у Sport Life, собери доволно поени, може слободно си нарачаш iPhone 13. Лапај си. Можеш и Ова што е од Sport Life Market? да. Можам да си нарачам Ја iPhone. мислев доволно ствари, поени. ја мислев дека ствари само за да имаш поени, као дуплаќаш нешто едно друго, а излегува ствари дека можеш не само за кригли. Чекај, сакаш да ми кажеш дека недобитните тикети на Владко се исплаќаат? Па кај мислиш дека е овој iPhone? To give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written. Unbelievable! Знаете што е работата. Уште една епизода на Скратен корнер почнува сега веднаш. И задоволство ми е да прашам, момци, како сте? После вчерашниот ден одлично. Како може да види секој македонец треба да Нели. Дали некој од стадион, некој од дома, Да. ама сме сите во еуфорија. Хамба, вчерашниот ден, Мислам дека немаше станот кај што не се викаше онака и немаше луѓе што не ја гледа утакмицава, дури тие што не следат фудбал. Мага имаше со кои луѓе што ги познавам, сите беа одиме се собираме негде ќе ја гледаме утакмицава, луѓе што никош не гаре фудбал, што е ствари многу супер поради тоа што истото се случи претходно и со комето и со баскет кој игравме со кошарката. Така да одлична ствар, онака необединија. да, баш, да дадеме контекст зошто расположението е вакво какво што е. Македонија викендов кој помина успеа да се квалификува за баражот за светско првенство. Светското првенство во Катар, кое што се игра во 2022, така, наредната година. Го победивме Исланд со резултат 3:0, конечно со некоја доминантна игра, конечно со некоја игра што не направи среќни сите. ја победивме и Арменија И- 3:1 иначе Исланд. Не 3:1? 3:0. 3-1? Да, јас реков 3:0, Беше не, на стадион. 3-1 беше. И ти Па беше не, на добро. стадион. Па добро, не е битен гол што даде Исланд ствари. Кој го Зошто гледа? реков 3:0? Одговорете ни во коментари, зошто реков 3:0? Боле службено да земевме, да не се мача да доаѓаат Исланд. Не, добро, дадоа гол, добија црвен, тоа се влага во статистика, така? Така е. И Арменија 5:0 победивме на гости. Ерменија беше тоа рутина, мислам, одлично изигравме и супер е што сега сме расположени, малку сме слаби на глас, ама ете. Затоа денеска, како што може да видите, Владко и Хамба се воздржуваат од газирани пијалоци, а јас сум решен да се уништам. Оваа најава завршува тука, предлагам здравица, Ајде, а вие отиме бе. останете така. Предлагам малку да ја прочепкам и онлайн сферата што кажува. Сега ќе го испитаме телефонот на Хамба, за тој да ни каже точно што се твита. Ајде Хамба. Прво нешто, направивме еден челендж, Бевме тоест Јове го вирални. почна, да, и отиде вирално. Челенджот беше доста интересен, поради тоа што се што требаше беше да се жонглира со топка 3 пати. И Јове не успеа да го направи. За Меѓутоа, жал. Ни првиот. Жал, затоа е водител во емисија, не фудбалер. така е. Доколку направите повеќе од 3 пати, веројатно ќе ве земеме на панелот, пошто повеќе знаете од нас фудбал. Владко, и ти го направи челенджот. Направив. Кажи ми, имам прашање околу тоа. Лесно ли е да се направат 3 жонглирања со топка? Со чаша вино во рака. Мислам дека не е лесно, ама моите околности беше уште потешко од што Така, тој Владко си зададе задача да не го прави тоа трезен. да. Гледавме фудбал, испив некоја флаша вино, нешто плюс. И реков ајде да се снимаме. Најбитната виното не ми се истори. Изгледа многу професионално направени, искрено јас немам ниту една замерка. И вие може да го направите истиот предизвик. Тагнете не на социјалните мрежи некаде, жонглирајте 3 пати со топка и не знае, може да ги Скратен смериме корнер и некои челендж. изненадувања за вас. Да. Кој ќе има некреативно видео од скратен корнер челендж може да добие некој изненадување награда. Да, ќе ве сочекаме пред двор и ќе си го добиете.
Добро. Сега, види, и едни други македонци играа фудбал недела. Да, не бевме само ние. подобри од нас. Малку подобри од нас. И направија еден историски успех. Тоа се твиташе изминативе 2 дена, па надолго и на широко и многу кейски. Ова искрено ми е твитот на неделата, тука некаде ќе ви се појави на екранот, ќе го видите, ама шаут-аут до Macedonian Football, еден од најдобрите македонски профили за фудбал, особено што твита на англиски јазик и ве држи информирани за се. Моментот кога македонските репрезентативци го фрлаат селекторот во воздух и вели ќе уживаме во сегашниот момент и што и да се случи во иднината, ќе се случи. Тоа е тоа. Едноставно сега за нас како македонци, како македонска репрезентација, ова е еден огромен успех. И што знам, некако многу убаво ми дојде моментот кога свирнаа крај, кога се израдуваа нашиве, кога ги поздравивме. На клупа си те чека да заврши такмицата за да излезат на терен да се израдуваат заедно. Многу окей момент. Да, следното е нешто што многу ми се допадна, онака дури се наежив. Кога го видов првпат, сега се ежам повторно. Македонија втора во група, позади Германија и тоа е тоа. Имаме тројца, односно репрезентативци кои што се во најдобриот тим на нашата група на Хускорт според рейтингот. Енис Барди е четвртиот најдобро оценет играч од Европа во овие квалификации во 2021. Импресивен е, мислам има рейтинг од некој 8.84 овие квалификации. Не, со оглед на тоа како држиш играта на репрезентацијата изминативе 2-3 утакмици. И претходно беше, а мислам дека многу дојде во израз последните 2 утакмици. Некако му сменија позиција, се повеќе имаше топката и капитенската трака го мотивираше сигурно. Кептен Македонија. Ау, како фантастично име. Леле, да, херојот на вчерашниот меч. Мислам, Филип, поздрав до тебе што ја твитна сликава, ме насмеа вчера во некој после полноќ некое време, ама мислам... Не знам дека Елмас има паланечки корени. Се протега до таму, браво, мислам. Кимовски има, пошто презимето е паланечко. Така, може па да го инспирирале корењата да направите. Да, ама ова е... Секоја чест од дечкото, одлично срачено. Супер начин да ја завршиме овој момент, односно од нашето шоу и да го најавиме следниот, кој што е главната тема, која што е всушност и посветена на македонскиот фудбал. Така што бидете така. Секогаш е тешко кога се отвара главната тема, додека си единствениот на панелот кој што пие пиво. Моите сопанелисти, копанелисти се премногу трезни за ова, меѓутоа предлагам сепак да почнеме со муаветот на неделата. Копанелисти звучи многу добро, нели? Репрезентацијата на Македонија, реално ние не направивме ништо за да отидеме на бараж. Добро ги подревме, викавме, урловме, да. Репрезентацијата на Македонија се квалификуваше во баражот за светско првенство првпат во нашата историја и првпат во нашата историја имаме можност да обезбедиме место на најголемото светско репрезентативно надпреварување. Го доживеавме мечов од прва рака, уште ни е свежо и мислам дека ова е најдобар момент за да ги споделиме впечатоците. Ќе почнем овој пат од Владко, бидејќи си мафнавме од карши на трибина и знам дека беше таму и бодреше. Bring your parent to stadium ден. Така, да. Јас бев со мајка ми, ти беше со татко ти. Поздрав до татко ми кој што многу се израдува на третиот гол. Така. Како го доживеа мечов и први импресии од тоа како изиграа наши избраници? Мене ми се допадна најмногу тоа што од самиот старт почнавме многу агресивно. Директно се знаеше како одма одиме на брз гол, тоа и го постигнавме. Игравме со помал притисок. Пробавме да умртвиме игра, нели по 1-0 кога победовме, тоа се случи. Додека не се случи оној шок, нели, што кој требаше за среќа само 10 минути, потоа пак вративме контрола и игра и се. Јас сум позитивно изненаден и од исходот и од играта на нашите фудбалери, од публиката исто, нели ние сочинувавме публиката, мислам дека беше феноменална
и браво за одлуката да се пуштат источна и западна трибина на градскиот стадион. За мене сегаш ќе биде градски без разлика дали Филип Втори или Тодор Проевски арена како сега. Градски бил и ќе биде и се извинувам ради моето слабо гласче, пошто вчера ги изгубив сите. А нели додека имаш мало уста? Па да, мало уста имам, но не ме спречило до сега за многу. Добро викаше. Добро викаше. Чекај. Хамбо има поинаква перспектива. Тој гледаше дома и ги слушаше сите станари како врескаат се дерат. Да. Имаше момент кога го дававме третиот гол, јас викам, слушам од соседниот стан некој вика, од страна од другата зграда се слушаше луѓе како вика. Комшијата пуши на тераса. Имаше комшијата што пуши на тераса викаше и он. Шаут-аут и до него. Да, значи имаше онака сите славевме. Тоа беше тоа. Значи сите славеа, сите бевме срекни и радосни за тоа што успеавме да обезбедиме историски пласман во баражот. И да, тоа беше, јас не викав толку многу, поради тоа што кога сум на стадион не викам само класично кога се пее, туку викам и малце по судијата. За несреќа моја не бев на стадион, а за среќа на моето грло не бев на стадион, така да зависи како гледаш на стварите. Стрепсилс не треба да работат од Сабајлево. Океј, накратко, играч на надпреварот, бидејќи ги проследивме и двата надпревари, имаш вака на прва играч на надпреварот? Овој надпревар би рекол Елмас, а ако зборуваме за надпреварот со Ерменија, би рекол Барди. И овој надпревар Барди беше прекрасен, одлично изигра, ама Елмас со двата гола и некако цело време беше инволвиран во играта. Сори, Алиовски, ама добро, са еден гол не прави многу разлика, иако не е значаен, али нема врска. Супер беше, топ изигра, продолжиш така бате. Да, најважното. Да, тоа е тоа. Владко, играч на надпреварот од синоќа? Прво полувреме Барди, второ Елмас, оверал Елмас, вкупно задниве два надпревари Барди, no brainer, и цел циклус. Меѓутоа Барди играше одличен натпревар, меѓутоа Елмас со индивидуалните потези, двата гола, ја реши нели позиција, втората позиција на забетонира. Она што ме радува, она што стварно ми дава чувство дека одиме на некој добар пат сме, мислам дека добро се работи со фудбалот. Сигнал за тоа ми е формата која што Елмас и Барди ја доживуваат за репрезентацијата, односно дека во последниве година и пол качија ниво. Елмас беше во моментот кога ги имаше првите 10 настапи, да речеме, за репрезентација, на моменти окарактеризиран како разочарувачки, бидејќи немаше финален продукт од страна на некои најувачи. Меѓутоа, нели, нормално е дека ние најдобриот талент кој што го имаме во таа возрастна група. Сега, оваа сезона, имам многу пофалби за него и во однос на играта во Наполи која што ја прикажува. Мислам, под Лучијано Спалети е комплетно различен играч. Да, и за репрезентација игра на многу високо ниво, особено последниве два надпревари стварно покажа дека има и решавачки фактор во него. Па еве, ако ги комбинираме овој пласман во баражот за светско првенство, нели како некој историски успех. Можеме и се уште не сме на светското, но сепак е некој чекор напред. Ако го комбинираме тоа со формата на нашите репрезентативци и со фактот дека во последниве неколку години навистина излегува доста добри, талентирани играчи кои што би можеле да помогнат во репрезентацијата во иднина. Видовме и неколку пати Тодор Тодоровски влезе, неколку пати Јанија Танасов го имаше дебито за репрезентација. Што значи овој историски пласман за македонскиот фудбал општо? Како мислите дека ќе се одвива од тука натаму ситуацијата со репрезентацијата и со фудбалот општо? Пробиене бариерата. Еднаш кога ќе биде направено, ќе има впечаток дека е повторно возможно тоа. Не е нешто недостижно. Еднаш штом се случи, мислам дека и понатаму вистените генерации ќе знаат дека да, дечки отидоа на европско, еве, стаса до бараж, се надам дека ќе стасаме и до светско. И штом еднаш тоа се помине, после тоа ќе ни биде многу полесно. Штом таа ментална бариера биде пробиена, многу ќе биде полесно за следните генерации. Нормално треба да имаат квалитет, нормално треба да имаат добри играчи за да повторат сето тоа, но
менталната бариера која што кажа веќе нема да ја има. Би било лесно до сега тоа. Така. Да, мислам дека овој пласман и во голема заслуга и на правилната одлука за промена, тоест за наследник на Мрме во Милевски, затоа што промените во репрезентацијата тргна од Милевски. Тој го направи првиот успех на репрезентативно ниво со младинците што отида на Евро. Нели, Барди и компанија се од таму потекнуваат, они беа носители на играта, после Мрме само ги презеде во Така. Скоро цела генерација презеде во сениорите. Мислам дека бевме неблагодарни према Милевски, барем јас конкретно, зашто одма очекувавме, бевме во таа фаза, нели, преголема еуфорија, европско првенство, кој што го изигравме лошо, голем фактор беше, нели, формата, односно неподготвеноста на Барди, бидејќи, нели, беше болен од корона и подоцна се приклучи во тимот. Истите играчи, истата игра, која заврши Еврото, кога се знаеше веќе дека ќе се оди Мрме, дојде Милевски на негово место и очекувавме одма инстант резултати базирани врз тоа што ја победивме Германија. Меѓутоа тогаш ги имавме Пандев, ги имавме Адеми, имавме, значи тие двајца ги нема веќе. Доаѓа Милевски во репрезентација кај што ги нема двајца од клучните во средината и па и во нападот, нели? И одеднаш треба да измисла нова филозофија. Имаше многу лоши резултати во почетокот, не можеше да се промени играта. Нешто што му треба 3 надпревари, 2 нерешени со Арменија, со Романија и дома без голови и 2-2 со Исланд. Ја промени играта, најде вистинскиот пат, му даде на Барди малку подефанзивна улога, со повеќе топката да биде во него. Внесе нови играчи, тоа од таму и тргнав за моветов, дека внесе нови играчи, му дава повеќе шанса на Милан Ристовски. Еве го игра Чорлинов како десно крило, кога искача Ристовски, Илмаз гледаме дека влегува како лажна деветка, Трајковски повеќе оди на лево. Значи цела формација смени, вклучува нови играчи. Се смеевме, барем јас се смеев. Лошо звучи, се смеев, меѓутоа не оправдав некои луѓе што беа повикани за репрезентација, меѓутоа мора промените нека да тргнат, нели? Така. Ова ќе значи за фудбалот општо во Македонија за репрезентација многу повеќе заинтересираност кај помалите генерации, помладите луѓе активно се вклучат во спортот, нели, во најпопуларниот спорт и најдобриот спорт во светот, да повеќе да тренираат, повеќе да се влажуваат, гледаат од нивните сонародници или нашите играчи и херои, како да ги наречам, мал збор се херои, дека со напорен тренинг, добра работа, колку да звучи клише, стварно може да се постигне се. Со пиење вода, не пиво. Со пиење вода, да, не пиво. И Дарко Велковски не значи ова за тебе. алкохол и топка не Си идат знаеш, заедно. баце, дека е најболje. Освен ако не уплакаш у Спортлев. И да, стварно мислам дека ќе влијае многу психолошки и во менталитетот на нашиот народ, као тоа се случи со ракометарите, со кошаркарите. Стварно е одличен показател и мислам дека сме на правиот пат да вратиме заинтересираноста кај младите за да играат повеќе фудбал и да со самото тоа да извадиме нови играчи, нови звезди, да го подигнеме квалитетот на македонската фудбалска лига. Доаѓаме до заклучок сите тројца на панелов дека она што во последниве 3-4 години го доживеавме како фудбалска промена е дека се промени менталитетот. Веќе не сме онаа репрезентација која што очекува пораз и се радува на нерешено, туку сме репрезентација која што е спремна да им даде гол на било која репрезентација во светот и да се надигрува со неа, што не може да не радува. Така. Сега се смени менталитетот, се подигнаа стандардите и тоа значи дека и очекувањата се кренати и сега веќе македонската фудбалска јавност очекува, нели, да види кој е следниот успех на репрезентацијата, на македонските клубови, на било што, на македонските репрезентативци. Тоа што
во последниве години радува е тоа што, да речеме, еден куп деца во младинските категории веќе не викаат кога ќе постигнат гол Роналдо или Меси или слично, туку многу деца веќе се префрлија на Елмас. И тоа ми е, тоа ми е огромна радост, бидејќи мислам убаво е кога ќе видиш дека децата гледаат херои во некој кој што потекнал од истото место каде што тие потекнале. Елмас е клуб кој што Елмас е играч кој што потекнува од ФК Бутел, па работнички, па си ја проба среќата во Европа и на крајот стигна во Наполи, во топ 5 лига во светот, игра стандардно, лидер е на некој начин на репрезентацијата. И тој кураж кој што го добиваат сега децата во младинските академии може да вроди со плод и во македонскиот фудбал. Сега, тоа што ме интересира е како сега во моментов го доживуваме македонскиот фудбал. Знам дека Тале не прати многу македонски фудбал, односно домашна лига и слично. Јас и Владко сме малку повеќе наклонети кон таа страна. Би сакал да му објасниме каков е статусот на кратко и зошто треба да прати македонски фудбал? На кратко. Да. На кратко, зошто треба да пратиш македонски фудбал? Мора да пратиш, да бидеш локал патриот. Мора, се шала, мора. Да пружиме поддршка на луѓето што играат фудбал во оваа земја, нели, во скопските екипи, пошто ние сме од Скопје и ти живееш во Скопје, не мора да го пратиш Вардар, некој мора борец, да. Мораш да ги поддржуваш. Иначе како би станале тие играчи тоа што се ако нема кој да ги бодри од трибини. Така. Се надеваме нели дека репрезентацијата ќе им помогне да добијат малку внимание од светската јавност и малку таа македонска прва лига да тргне нагоре. И не само македонската прва лига, нели цела лигашка структура. Меѓутоа во моментов, иако не е нели најоптимистичка ситуацијата, сепак оној оптимизам кој што го гледаме во репрезентацијата, јас се надевам дека ќе успееме во наредниве година-две да го пренесеме и на клупскиот фудбал, па дури да видиме некој клуб од нашите македонски тимови во европските надпреварувања. Морам само да ги пофалам Академија Пандев како проект, одличен проект како фудбалски клуб, мислам дека оперира на највисоко можно ниво. Да, современ чести на Горан Пандев, нели, и на целата екипа што работи таму. Современ, модерен фудбалски клуб. Сезона неколку пати ги имам гледано, таква игра, таква организација, давање шанси на македонски играчи, нели, фалат повеќе такви екипи во Македонија, за да се подигне квалитетот на повисоко ниво. Доаѓаме до заклучок дека фалат повеќе пари во спортот за да можеме да имаме фалат многу, ама тоа е многу долга тема за дискусија навистина. Мислам, Пошто знаеме сите дека Вардар беше неуспешен кога имаше многу пари во клубот. Да. А парите доаѓаат од спонзори. А спонзорите ќе дојдат тогаш кога ќе има гледаност. А ќе има гледаност кога ќе се инвестира во таа лига и кога ќе знаеме, јас лично не гледам поради тоа што знам дека федерацијата многу лошо работи, корумпирана и тимовите тие што треба да се помогне, не се помага, се даваат пари, знаеме каде одат тие пари. Дури сум и изфрустрирани, бесен на сето тоа и реално нема толку добар квалитет во лигата за да можам јас за да посакам да гледам утакмица. Да, некош можеби ќе отидам да ги гледам борец. Поради тоа што сум велешанец и ми е окей, кеф ми е тоа да го сакам да ги гледам, али сите знаеме што се случува меѓу време и знаеме дека тимовите кај што треба да се помогне не е помогнато, страдаат и кога немаш квалитет, нормално е дека ни спонзор нема да го интересира да инвестира во клубот, кога нема и тоа е еден круг и цело време врти. Добро. Како финален аргумент во сето ова ќе кажам дека штом репрезентацијата успева да реди успеси, веројатно ќе им текне тоа и на домашните клубови и домашните клубови ќе го најдат, се надевам, рецептот за успех и начинот на кој што можат да се допрат барем до оној европски врв. Тука некаде ќе завршиме главната тема. Ова го штиклираме како готово со пенкалцето кое што го украдов од Спортлайф. Ви благодарам како наш спонзор. Добро вечер. Добре дојдовте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Вечерва со мене е Владимир Дуле. Само момент ми се изгаси телефонот да видам прашањата. Да се ги види прашањата. Владимир Дуле инаку е представник на еден бенд, музички и навивач на Манчестер Юнајтед. Потсети ме како ти се викаше бендот? Демен Си.
Постоиме веќе од 2001 официјално, на 20 години на сцена, стриктно дет метал, технички. Друже, со мене брутален. разговараш. Добро, да. Тебе те знам. Ти имам гледано и претходно, нив не ги сам. Супер, супер. So far so good. Го извадивме првиот албум, во теке снимањето на вториот албум. Вториот албум имаме интересни гости на него. Ова е албумот така што го издадавте минатиот, сега се очекуваме нов албум да излезе. Така е, така е. Одлично. Така е. Од каде доаѓаат Битлси? Битлси. Лондон. Не. Кој слуша Битлси на крај крајава? Прашаме за Cannibal Corpse. Прекрасен град, фудбалски предсе, Ливерпул. Можеш ли да набереш некои позначени бендови од Манчестер? Види го сега пак. Значи, застане. Прво, сцената доаѓа од поголемите градови. Или по... Хај ќе ги кажам сиромашните. Но, Манчестер се знае дека е град каде што работат пониската класа, работници, едно друго трето. Не збориме за Сити, збориме за Юнайтед. Сега, кога сме кај Юнайтед, 15-та е причина. Мислам дека прашањето ми беше можеш ли да наброиш можам да го некои киднам позначени прашањето. бендови од Манчестер? Не можам да го киднам прашањето. Не можам. Нема бендови. Еве, јас ќе набројам неколку. Ајде. Oasis, The Smiths, New Order, Joy Division, Simply Red, The Chemical Brothers, and last but not least, Take That. Take that. Океј. Дали има некаде тука бенд што свири метал? Не. Баш затоа што ќе би се да ги знам сите тие. Реално. Токе ти е да свириш метал? Канализација. Знаеш што е канализација? Да канализираш чувства. Па добро. Или музика. Шална стана. Кој е интересниот момент во металот? Во дет металот, конкретно. Нема ограничување. Сите можни скали во овие бендови што ги наброја. Сите свират според одредени скали, според одредени правила. Дет металот го ништи сето тоа. Ти можеш да убациш прогресив, можеш да убациш хеви метал, можеш да убациш треш метал, можеш да убациш дет метал класичен, можеш да убациш джез, блуз. Што ти дојде? Нема правило. И сето тоа Ете, драги гледачи, видовте дека во дет металот можете да ставите што сакате. И да го наречете музика. Дали ги знаеш The Stone Roses? Не, зашто би ги знал? The Stone Roses е еден прекрасен бенд кој што беа активни и свираа во 80-тите во Манчестер, не Юнайтед, него другиот дел од Манчестер. И пејачот рече дека доколку Манчестер Сити освојат било кога титула, дека ќе се обединат и дека ќе имаат повторно концерт. И Манчестер Сити освои титула, имаа прекрасен концерт и обединување. Дали има некој таков бенд што навива за Манчестер Юнайтед? Не, ама има доста познати личности од сите сфери кои што навиваат за Манчестер Юнайтед. Покрај тебе можеш ли да наброиш барем уште двајца? Усаин Болт, доволно е за 10 души, нели? Брзо прашање, брз одговор, одлично. Усаин Болт, двајца, добро. Како би го превел Ники Бат на македонски? Ова прашање го имаме дискутирано многу долго и многу темелно со многу луѓе. Ама задник си е задник. Не може поинаку да се преведе. А Ники си е Ники. Ники е Ники, Ники задникот. Или Ники на задник. Ники задникот. Може така? Тоа очекуваш кои ќе бидат топ 4 екипи во Англија. Вест Хем ќе падне, Арсенал ќе падне дефинитивно, така да имаш Сити, имаш Ливерпул, имаш Челси, имаш Юнайтед. Ете, драги гледачи, видовте кои ќе бидат топ 4 екипи, така да минатата емисија џабе ја правевме. Јас имам толку прашања за тебе, Дуле, ти благодарам што беше дел од оваа емисија. Срце мое. Отвори ми белолеше билтено. Леле. Аман ти пува. Кај се тамбурашите? Ај. Повесело не било на овој панел. Добре дојавте во нашиот последен сегмент за денеска, Дерби на викендот. Ги разгледав утакмиците, одредив кои ќе бидат. Сега сакам да предискутираме за најважната утакмица викендов, односно за премиер лигашкото дерби. Дерби?
Може да го наречеме дерби? А сезонава, да, претходните неколку 4-5 не би рекол. Славо беше, да. Слабо беше. Слабо. Ливерпул Арсенал. Ливерпул на Мо Салах и на Ван Дајк кои што се некако пореметени сезонава играат против и Клоп, да, играат против Арсенал на Артета кои што се препородени по септември нааму После Сити. после Сити. Што очекуваме? Сити. Ајде. Оваа утакмица ве так сам ја гледате кај нас. Готово, продадено. Продадено. Што типуваме? Дај да ги излажеме уште еднаш следачиве и да се откажат од нас уште еднаш. Види, Ливерпул од тоа што го видов досега изгледа страшно на почеток, ама после тоа им паѓа играта и со оглед од тоа дека Арсенал сега се, не знам, игра добро одбрана, Игра добро одбрана. Да, одамна Чудно за нема. од 2000. Да, игра добро одбрана. Има добар среден ред од кога не игра Джака, одлични се. Го најдовме виновник. Да, и сега се што им треба малце повеќе во напад да бидат попродуктивни. Ќе биде цврсто, ќе биде 3-0 за Ливерпул. Ќе се држат до Не трета. знам. Да. Стварно не знам што би можело да очекуваме од овој надпревар. Да, али Ливерпул игра на домашен терен, така да кец нешто такво мислам дека Не, Кет чист, мислам дека на колку и да е малски мојотон мора да изговор сакам мислам стварно време и Ливерпул дома имаше 2-0 па 2-2 сега мора да победи да се врати. после репрезентативна Трка за титул. пауза, тоаш некош знае да биде. Обединети сме дека Ливерпул победува тука. Да. Твоето мислење исто е? Моето мислење е исто, да, Ливерпул е фаворит апсолутно. Тоа што им помага плюс е домашниот терен. И мислам дека на Олд Трафорд дефинитивно не би загубили од Арсенал, доколку загубат од Арсенал. Ќе ме части некој од нашите следачи пиво. А другите надпревари, што видиме за другите надпревари? Да ги типуваме ние или... Не, ја мислам дека доста направивме утки, човек. Да заебава и луѓето ќе почнат да не колат веќе. Дечки, не ги уплаќате нашите тикети, Едно липчиво погодиме, тоа со 6 И се коефициент, пензиониравме голема веќе. работа. Пензиониравме веќе. Да. Дојдов, издоминирав, се отидов. Има едни дечки од Штип кои што се големи поддржувачи на фудбалот пред се и имаат екипче кое што нонстоп не следи и нас, следат и фудбал и имаат потенцијал да погодат многу повеќе утакмици за разлика од нас. И затоа дечки во ставаме во раците на Superior диспеч од Штип кој што сега ќе ви кажат добитно липче, се надевам кога за промена пошто ние Уплатете го, бидејќи не е почнат од да не кратен тепаат корнер. по улица, Пиши го Ти со добитно. скратен корен. Тикетот на Superior Dispatch. Здраво си, кога има чест да разговараме. Јас сум Ирена Горгиева, вработена сум во Superior Dispatch сервис. Во оваа компанија сум веќе 3 години. Работам во брокеридж дело, во A2B Cargo Logistics. Многу сум задоволна од условите што ги нуди оваа компанија. Атмосферата е супер, сите се млади, позитивни луѓе. Чекай. Став се ми до тој род. Знам нека си задоволна, чим се пригодим. Ја друго прашање. Тебе те одбра да типуваш утакмица. Каде ти е познавањето на фудбал? Зошто баш тебе те одбра да типуваш утакмица? Па, мене ме одбра компанијата затоа што имам веќе претходно искуство со спортски облажувалници, имам работено во спортска облажувалница 2,5 години и многу сакам фудбал, да ви кажам наискрено. Гледам со брат ми фудбал, пратам постојано со маж ми, играме, типуваме, уживам гледајќи фудбал наискрено. А што те натера да се префрлиш во Superior Dispatch сервис од претходната работа да дојдеш овде? Па наискрено, многу ми беше голем предизвик да дојдам да живеам како прво у Штип, затоа што сум од Куманово. Можностите и условите кои ги нудеше оваа компанија, значи одговара прво на мојот карактер и на тоа што јас го бараше. Секој пат можам да кажам дека постоje значи простор за напредок, амбициозна сум, сакам да напредувам и тие услови ми ги нуди само Superior Dispatch сервис. Кажи ми, кој е твојот тип за дербито на колото Арсенал, Ливерпул Арсенал? Не сум голем фан на Ливерпул, затоа што го сакам Манчестер Юнајтед.
ама би играла само на голови тука, од 0 до 2 гола. Зошто би играла 0 до 2 гола? Не сакам да кажам, да го издвојам Ливерпул пред Арсенал. Знам дека се поеки и знам дека имат шанса да победат. Не навивам за Ливерпул, не сакам да победи Ливерпул и така да би типувала само со голови. Значи, ова ти е субјективно лично мислење. Лично, да. На навивачки типи клубова, така? Да. Пари си упрашање, јебе бе. Од 0 до 2 гола мислам дека ќе излезе. Кои ти се останатите типови кои што ги препорачуваш за нашите гледачи? По тоа што слушам од маж ми и од брат ми кои играат сега, од некои такмици, знам дека игра Барселона, тоа е со сигурност Кец, Хофенхайм, Лајпциг. Тука најискрено да ви кажам, значи не знам ни еден играч, не знам уопште, значи ништо не сум запознаена со германската лига. Би играла само некоја си, можеби X или двојна шанса, да кажем X2. Знам дека играт и Лион Марсеј. Нема да типувам, значи, да кажам конечен резултат или да кажам Кец за Лион, ама мислам дека и двата тима ќе дадат гол. Така да гол за Лион Марсеј. Океј. Тоа не значи дека тука завршуваме. Имаме и прашање до вас, односно нашите верни следачи, односно вие тројца, што секој... Сите тројца. Сите тројца, кои што секој видео ни оставате коментар на YouTube. Дечки, вашето задолжително прашање кое што мора да го одговорите во коментарите на нашите социјални мрежи е поврзано со надпреварот Ливерпул-Арсенал. А прашањето е кој играч ќе го изведе првиот корнер на надпреварот Ливерпул-Арсенал. Типувате изведувач на корнер, некој клуб го изведува. Ајде, бидете креативни и можно е да си добиете 200 денари ваучер од нашиот малски другар Sportlife. Да, и стиснете за subscribe таму, не се зафркавајте. Да, како беше тоа копчето таму? Да, едно црвено кој има, стисни. Се вознамируваш, не го гледаш. Да, нека не е црвено. Нека не е Да, црвено. убави ствари ќе ви стигнуваат во нотификации. Ние Тоа е тоа. Поштуваме добра содржина. Ова е пола час што мислам дека им сосем доволен на нашите следачи. Фала ви многу што гледате. Владко има нешто за крај. Требаше да поздравам Душко, навивач на Барселона и упорно не гледа и ми не ме сака пошто јас многу зборам за Барселона. Веќе негативни работи пошто нема позитивно ништо оваа сезона за Барселона. И Ќе ве оставам да се погледнете. Ова беше неочекувано. Низок, Ќе престанам да зборам за Барса кога конечно ќе победа. Бидете така и чекајте ја следната епизода. Дечки, па на здравје. Ја завршивме оваа, Ја немам сила веќе, човек, не ми се јаде нешто. стално ти се јаде. Секогаш на време, брат. Секогаш гледај како сум панат очи, чекај. Ама Влад кози јадеме? диеташи, брат, по едно. А шо? 3 мини бургери, менаш атроа. Менаж атроа. Од секогаш сум сакал да учествувам во менаж атроа. Само кумпир можам да морам да пробам. Ајде, кога Ајде, сме веќе навалете. кај тројка, кога сме веќе.